Ранливите категории жени, освен извори за финансирање, имаат потреба и од менторска поддршка за создавање сопствен бизнис. Од Центарот за истражување и креирање политики велат дека ваквата помош е важна за да може овие жени да се запознаат со постапките, процедурите и регулативата која може да ги внесе во светот на претприемништвото. Жените, особено оние од руралните средини, од ранливите категории на жени, жените жртви на насилство, самохраните мајки, се оние кои што може би имаат најголема потреба како од финансијно, така и менторска поддршка во создавањето на свој бизниси, се оние кои што се најмалку информирани за истото всушност. Мораме да внимаваме кога зборуваме како жени да ја прифатиме нашата привилегија и да сме свесни за тоа дека не секоја една жена ги има истите услови и мораме да работиме на креирање на една овозможувачка средина за сите жени да можат да се стекнат како со финансиска, така и со менторска поддршка при креирање на бизниси. Може би менторската е она што е дури многу попотребно во одредени делови од земјата. Жените во руралните средини често немаат ниту транспортна инфраструктура. Изолирани остануваат настрана од тековите кои може да им го подобрат квалитетот на живот, но и се вкупното обкружување во заедницата. Мораме да бидеме свесни дека не сите жени имаат исти можности и дека многу голем дел од жените кои што ни се таргет всушност живеат во руралните средини, кои што пред се имаат голем недостаток од како транспортна инфраструктура, така и од дигитализација, која што е предуслов во денешницата за започнување на сопствени бизниси. Многу е значајно буџетот на нашата држава да биде родово одговорен, не родово неутрален или пак родово слеп, бидејќи родовите фактори и карактеристики и како се предуслов за успешност во бизнисот на жените. Овие се заклучоци на дел од учесниците во тематската група Пристап до финансии, која е оперативна група на Националната платформа за женско претприемништво, со советодавна функција за делокругот на работењето и областите на интервенција. Активностите на тематската група се очекува да бидат корисни во однос на дефинирање и давање совети за креирање на поширок контекст на политики и програми за пристап до финансии во рамки на кои ќе се придонесе кон развој на женското претприемништво.